Покажувањето од старите, од таткоми и од селаните други, осталите, за да почне востанието, немало причина зашто да почне, имало бачило од некој си турчин, горе во планината, во Локоското место, и ошле тамо овие, а бач бил одржано, се викал Петре, а фишур за терење овците, Јонче се викал, син негов од Петрета. И овие нашиве, прво ошле тамо, татко и други, и го избркали тој бачот. Удриле тамо на шамар, сикте да те немат од овдека, више ќе служиш на турциве, и го запалиле бачилото. И на основу јавиле долу во Кожаџик, имало голема војска. И војската се покренала од Кожаџик и дошла горе, Црникамен ми е местото ке што го викаме, и тука почнала борбава со аскеров турски, тие биле многу, овие нашиве нормално, помалу. И така тоа све траело, дури го раниле Цветко војводата од Пресовјани, тој бил ранет во раката, и тогаш овие нашиве се префрлиле од Караорман, вамо према Дебарца, и од тука уште, кај што реков и преска во селата, во Кичевско, тамо ке што останале. И востанието така почнало на тој начин. Прво селото се иселило од село Наполе ошле, ние го викаме Наполе, на езериште. Тоа една вечер престоале тука, и после се преселиле, ошле преку Караорман во Кичевските села. Бржани таму, како и викаат тие селата, и таму останале све од Илигден до Митровден. 3 месеци. Ево, вие не биле сите во едно. Значи, едни ошле Дебарца, некои останале, едни ошле во Кичевско. Не биле сите во едно. Селото било сето изгорено и оплачкано нормално. И после, кога се вратиле овие нашиве, в село, покрај Ѕиздојте, поправале. Тамо со слама се покирало едно друго и немале ова ништо, од жито тога, жетва што било, тоа све било оплачкано, изгорено и добиле некаква помош преку Англија, тоа ќе веле овие стариве. Добиле пари, добиле ќебиња, тие работи. Тоа за Илигденското востание. Сега, во востанието учествувало сето село востанието. Имало жени. А најистакната била Неда. Неда од Митревци, од сестра од Стојана и од Фанија Митревска. Неда била најактивната во женските, во тој пол женскиот што оделе. Та одела со кумитите, подавање, носење. Сега за како медицина, тога Наум Бирачовски. Тој живеа, ја го паметувал 2 веќе него, негде преку 100 и некоја година, колку не знам да речам, дали 5 или 3, не знам. И тој правил овие мемлени за ранатите, завој таму, со коноп, со тие работи како што било. А пред да излезат овие село, пред да избегат, наполе и оставиле 2 жени во конопите. Тие биле слепи жените, не гледале, и тука и оставиле. Им оставиле по некој парче леп, таму што било, и заминали и оставиле. После неколку дена, то не знам колку дена било, една жена, Божиница Иловска се викала. И тие биле оставени во Боевла местото, ке го викаме ние. И тука турците мислеле од се кумити жениве, пукале и отепале жената тука. Тоа е за време востанието ко било. Ова сето го кажба покажано. За Илигденското востание, јас знам волку. Во целото наше учесници во востанието, што биле на положај, не со фамилије што се криеле, што биле на положај.
паметен, што изгледам луѓето, дори беа живи, а имаше и што беа и умрени, што учествувале. Стојан Митревски бил, Неда Панковска, Божин Јанковски, Триулица Павлевска, таа од Буринец, мажена в село. И кој беше Стојана го рековне, од овие жививе јас што изнам. А имало биле сите, али умрени, не ви паметва. Таткове бил Арсе, Стојан Томовски бил. Не ми знам како живи. Ристо Ѓачовски, што знам како живи, а тие умрените нормално, иначе селото било сето, немало некој да е против. Сите учествувале во покретот.